Ова е ново летно неделно попладне на Телма, што значи вистинско време за ново издание на Fair Play и нова атрактивна тема. Нема прв пат да ја отвориме, секогаш би рекла за мене е интересно да биде дел од она што го бираме како содржина во емисијата, поради самата нејзина атрактивност. Одново ќе зборуваме на тема уличен баскет, односно 3x3 баскет, заради тоа што по трет пат во Македонија се одржа национално првенство и по трет пат имаме нови шампиони кога станува збор за оваа тема. Светското првенство годинава посебно атрактивно, како и секогаш досега, ќе биде во Дубај. Подготовките се веќе во тек затоа што и од таму најавуваат како сето тоа ќе биде организирано, а кога станува збор за Скопје и Македонија, знаеме дека овие надпревари кои што публиката ги сака, особено оние што се дел од ова мало и се присутни тука, се одвиваат во населба Влаен на добро познатиот терен. Оваа година победи најмладиот тим, односно тимот составен од најмлади играчи, го носи името Евро Едил, а денеска во Ферплей ги пречекуваме сите четворица кошаркари. Само да напоменам дека имаме браќа, значи двајца близнаци и уште двајца браќа се дел од овој состав. Ќе биде интересно, ќе ги слушнеме нивните впечатоци, ќе видиме интересни инсерити, затоа бидете со Ферплей и не го менувајте каналот. Океј, секогаш е супер кога во студио имаме победници или шампиони, не дека тоа ретко се случува, меѓутоа сега е крај на сезона, таков период од годината и многу ми е драго што еве супер нова прилика за такво нешто. Веќе најавив 3x3 или 3x3 шампионите на Македонија се мои денешни гости, веќе имаат нов предизвик да се подготвуваат за светско првенство, но има време до тогаш. Прво време е да сумираме впечатоци од тоа што се случуваше во Скопје, во Влај и како таму си помина. Досегашните наши искуства не беа во полн состав, секогаш имавме представници од победничките тимови. Меѓутоа годинава имаме нов победник, ова се најмладите учесници кои што беа дел од националниот шампионат и тука се сите заедно, односно сите четворица. Драго ми е да им посакам добре дојде. Ајде се одам за да биде јасно за гледачите, прво близнаците, ако иако не иде хиерархиски по возраст, значи Карло и Паоло Блажевски. И браќата Елвис и Амар Хот, добре дојдовте сите четворица во Ферплей. Ви честитам за тоа што сте шампиони, ама веднаш да прокоментираме, затоа што тоа се првичните коментари, дека не сте биле вие никакви фаворити, тоест далеку од фаворити. Чекај, кој е капитен? Највозрастниот? Капитенот го има првиот збор. Да, влегавме во самиот турнир као некои аутсайдери, но знаевме, веќе бевме подготвени на тоа дека секоја екипа би сакала да не отфрли, да пројде полесно со нас. Али не дозволивме и длабоко во себе сите верувавме дека ќе направиме некаков успех. Добро, ти си капитен, си највозрасен и најискусен во овој свет на 3x3 баскет. Кажи ми малку од каде ти е тоа минатото искуство? Каде се надпреваруваше до сега? Веќе 10 години сум во 3x3 баскетот. Далечно за 2015-та, 3x3 U18, као представници на Македонија, игравме квалификации за европско во Холандија, после отидовме на европски куп во Латвија, со тоа учество обезбедивме и директно квалификации за светско во Белорусија, во Минск. Добро, а новој друг план, тимски план, ајде да го наречам, по некакви локални турнири, што не се со репрезентација поврзани? Да, имам играно веќе 10 години. Со различни екипи, така? Со различни екипи, со минатогодишниот шампион. Имам играно веќе 5 години и така од година во година со некакво искуство собирајќи, годинава одлучив со малце помлад тим, доста помлад тим, да пробам нешто да
да изборам. Те слушаат? Да. Да, имате добра комуникација, Да. окей, ќе потврдат и они. Да надополнам дека останатите тројца, помладите членови, се воедни учесници во прва македонска кошаркарска лига, така што имате и такво искуство. Секогаш сакам тоа прашање го поставам за споредба. Чисто како вие гледате на тоа, овде е се побрзо, има повеќе атракција, можеби, меѓутоа како низ ваша призма изгледа? Која кошарка ви е по моментално интересна? поинтересна ни е 3x3 баскетот, дека поише жар, има публика и после секоја утакмица едва чекаш другата утакмица ти дојде. Тоа мене ми е поинтересно. Добро. За нас уште подобро, зашто многу помалку играчи на теренот, поотворена игра, побрза, особено кога што сите сме навикнати дека ние побрзо играме и сме поенергични. И затоа ни одговараше во 3x3, мислам и затоа имаме ваков некој достиг сега за сега. Да, предпоставам дека тука може и повеќе лични квалитети да дојдат до израз. Да. Да. Треба да си посмирен моменти, некојаш треба и пожар да има, Да. погруба игра. Особено ние сме за грубата игра. Нема некој таков притисок од клупа, па што смее, па што не смее и така натаму. Нема. Скроз друга концепција, сосема поинаква Скроз, да. Притисок имаме само да се дае 100%. Секој од нас и тоа е тоа. Се друго оставаме на моментот. Ај сега раскажете ми како баш овој тим се формираше. Имавте ли дилеми дали треба вака да играте во овој состав заради тоа што сте поврзани фамилиарно, тоа е затоа што сте браќа. Па сега тука верувам не е исто кога ти е соиграч некој што ти е брат или не ти е брат. Така е. Не се расправате на исто ниво, не се радувате на исто ниво, така што како се случи оваа спојка баш? Се случи сосема спонтано. На еден турнир да се пријавиме со брат ми, викам, најди некој помлад што може да трча дека. Вика да го викнеме едниот брат. Викам зашто едниот? Па вика па и двајцата, они не се одвајаат, па реков. Ни ја и ти не се одвајаме, така да. Може би ќе биде добитна да, може ќе комбинација. биде добитна. Што се тоа е за склопување на екипата. А за време на утакмиците секој излив на емоции доаѓа со некоја позадина за совет, за дерење и така натака. Не може без тоа, нели? Ама има позадина, друго е кога ќе брат ќе ти каже некој совет со повисок тон, друго е некој играч, па како ќе го сватиш што како, друго е. И разбирањето меѓу браќата е друго. Сега прво близнаците да ми кажат тоа. Како оди таа разбирачка? Секогаш ги слушаме тие приказни нели за поврзаност меѓу близнаци, па дека полесно можеби се разбираат или чувствуваат што и како. Има некаква врска или Па има тоа, многу голема игра тоа што ние сме константно заедно, што ние што од мали константно игравме баскет заедно, па не само баскет, ние цело време бевме заедно, особено на кошот кога што игравме ние 2 на 2, 3 на 3, никој не сакаше да игра против нас, зашто ние многу лесно се разбиравме, знаевме кој кај што ќе биде, што размислува во моментот, што сака да направи, многу лесно беше за нас. И така и сега на теренот, особено зашто имам уште една пар браќа кои што исто многу добро се разбираат, со многу слична енергија како нас. И само идејата што ја добив ја, што ми кажа брат ми ќе се прво му кажа на Павла ајде играме ко заедно, ја бев како последен играч внесен во тимот и беше ко со таа енергија што имаме, со таа склопка што ќе бидеме тимот, мислам дека има голема многу може си игра улога, има голема улога, да. Се согласуваш претпоставам. Се разбираме и он. Он што го мисли, се да го мислам. Мора по нешто да сте можеби исти или идентични, но сигурно има и нешто по кое што се разликуваат. Ајде да слушнеме. Он е многу помирен, тој е Посмирен, као не ке многу да избувнам од аспект да не направам поише грешки, такви работи. Он, например, таа негова енергија, неговата емоција не ја покажа се до крајот. Како што се види на финалето, он до крајот немаше викнато, немаше Посталожен. Многу сталожен. И за разлика од мене, јас сум избувлив на секоја одлука, јас знаме да изреагирам многу бурно. Као што тој смирен човек што ги ми кажа полек, ќе биде, не се нервирај. Има баланс, значи. Да, има голем. Кај другите браќа сега помали од брат ќе Скроз кажа. разлика кај нас. Која се ајде да кажи ги разликите? Па јас сум по така, ќе влезам во жарот и јас ќе се изнервирам прв. Ќе отидам на судија прв. Он нема врска што е постар, ама мене емоциите многу ми владеат. Да. Помало дете се му попуштале, дозволено му било и сега затоа и сега му е дозволено и на терен. Ама Така? го контролираме тоа. Наоѓаме начини да го контролираме, дека 3x3 играта е многу брза, 10 минути се во прашање и нема
Нема време за нервоза, за размислување на други, туку фокусот да биде на утакмицата. И грешка да се направат, одма ги забораваш, идеш следен напред. Нема простор за негативна енергија буквално. Секако се случува пребрзо, мора се да се искористи максимално. Кој најмногу се нервира? Јас. И највидливо и се ти кога да, се нервираш најмногу. Да. Ох, мајко, добро, секош мора да има тоа. Еден да биде најизбувлив, но окей, затоа е тим, не може да и не треба да бидете исти. Сега, мојата перцепција беше дека има помалку учесници, меѓутоа разбрав од организаторите дека сепак е бројката голема на шампионатов. Колку вкупно надпревари одигравте? Па игравме 3 надпревари во групната фаза, четвртфинале, полуфинале и на крај убавото финале. Ајде сега веројатно на 3 последни да се задржиме, што беше можеби најтешко, затоа што слушав минатите години, можеби не секогаш финалето било најтешко. Знаело и претходно да повеќе да некој надпревар да ги исцрпи играчите, па друга да биде сликата во финале. Како беше сега? Па сите утакмици се игра на последната топка, буквално. Нас не беа најтешките утакмици. Сите ги победувавме со една или два разлика. Другата група беше многу полесна, завршуваа преголема разлика, а ние док самиот крај на надпревар не се знаеше кој ќе победи. И нормално имаме тука шутери што ќе земат улогата и ќе победат кога највише треба за екипата. Не сум уште стигнала, не сум стигнала до финалето, уште малку околу ова. На последните 3 надпревари, кој можеби најмногу мислите дека ве потцени? Или не ве потцени? Не потцени више. Немаше простор? Немаше више простор да ме потценам. Пребрзо се одвива работите, така да немаше време за размислување што како. Да, и противниците мора да. А против кого игравте? Четвртфиналето игравме против битолска екипа, Фјурија. Добро. Полуфиналето против екипата на Синатра. Лани вице шампиони беа. И финалето со Кино Влај. Со Кино Влај, кој што беа први, ако не грешам, првите шампиони на новој шампионат. Добро, сега не се тука, не сакам да испадне дека ги оговараме, верувам, не им било лесно што го изгуби ова финале, особено што им е второ поред, каде што губат, меѓутоа што беше одлучувачки? Ајде сега кажете, кој ги даде поените? Во финалето 90% може да се каже дека Амар ги даде поените, зашто доста нас не затвора и едноставно Амра беше тој што покажа дека треба да го затвори. Да, нивните и физички предиспозиции се малку поинакви можеби од вашите. Верувам дека и тој игра улога. Ама најголемата улога исто заврши, мора да го пофалам прв пат во живот мојот брат, дека го затвори најголемиот играч. Тој највише проблеми им правеше на сите екипи. И мене ми олесни работата. Значи тука физичка пресметка, така? Физичка пресметка. Heart over height. Да, добро. Океј, простор за останатите си го направат своето и можеби кажавте, не слушнав, одлучувачки поени? Па беше Паул. Имаше одлучувачките поени таа тројка која што ни помага. Како? Имаше трема? Трема не можеш да има. Каков е тој притисок кога на тебе едноставно? Губиме 2 разлика. Нормално мора нешто да се случи. Гледаш времето тече. Карло искачи, излегува тројката и едноставно се отвори малце простор кај што мораше да се земе тој шут. Нема кој, тоест на тебе и мораше тој шут да се земе и ете поводи. Ама тука треба мирна рака, тоа прецизно се како што треба да биде сталоженост, да. Тоа е таа карактеристика што го одликува него како кошаркар. Имаше ли многу тензија во финале, и тоа морам да прашам? Знам дека вашите противници се темпераментна екипа, еве така ќе ги наречам, затоа прашувам, се создава на моменти сериозно голема нервоза? Се создава, али тоа не беше за нас како екипа. Ние кога губевме бевме мирна екипа што игра до крај, па што биде. Они веќе почнаа нервоза да ги фаќа водат на минута се до големото финале во Дубај, на чекор до Дубај, за минута се смени.
Ама ништо од тоа. Да. Да. Имавте ли многу голема или доволно голема поддршка вие? Затоа што пак ќе кажам, овој турнир традиционално тука се случува во Влае. Тие што се малци, локална публика го знаат, го сакаат и треба да го поддржат. Логично е, нели? Да излезат во мало и да гледаат баскет. Меѓутоа како е со другите екипи, дојдоа ли луѓе ваши да бидат таму? Имавме преголема поддршка буквално. Преголема поддршка нешто. Од наше мала кај што сме ние. Чекај, од каде, од која мала сте? Ние сме од Бутел. Ние од Карпа 7 сме. Добро. Од Бутел може би имаше 50 души за да не гледа нашата екипа, да не Да. гледаат, и кога го давав ја последниот кош закуцав и отидов само да се радувам кај публиката. Има Овие добри тројца се фотки, радува, да. меѓу себе јас отидов кај публиката. Благодарение до сите што не поддржаа на Да. тој турнир и во минатото што не поддржува на секој турнир што идеме, стварно наклон на тоа. Да, не прашав колку време постои екипа во овој состав? Долго? Па Или не баш моментално долго? постои на 20 дена. Сериозни сте? Да. Максимум Да. месец. Значи пред максимум тоа дена. секој со своето искуство и сега се случува спојкава шампионска. Он има братско искуство од прошла година, ја и брат ми исто така. Да, меѓутоа никогаш вака сите вие четворица заедно. Сплотено. Па значи имате добар деби настап и сега треба да ја задржите екипа. Некој што потешко е, нели? Да се задржи нешто кое ќе се постигне добро, тоа да се задржи. Се надевам ќе успеете. Не се менуваме. Највозрасниот ќе го слушате и ќе добро ќе биде, веројатно. Не, со овој карактер на овие момци, тоа е сосема сигурно. Што карактерно се сите кој што треба и се надевам дека ќе останем сите во полн состав не само годинава и годините што Понатаму, да. следуваат. Не ве распрашав, сега ќе ми кажете малку повеќе за поединечни квалитети на терен. Секој си има своја улога, тоа ни е јасно. Меѓутоа, ајде сега да ми ги кажете секој своите најсилни страни, што се однесува до кошарката. Да. Јас сум препознатлив по тоа што кај мене почесто е топката, кај што ја го играм пик н ролот, јас сум тој што ја дава топката. Доста солиден шутер, па може да кажеш доста добар шутер, кај што ништо не многу тешко да ме остават. Каде што другите луѓе ги имаат. Да, Поне сега 20 секој ќе си каже своите. Значи, топката Топката поголема делка. кај тебе. Тука е тепачката, спомнавме веќе. Прљавата работа ја завршувам јас, лаканата работа, и им давам можност на другите да дојдат до полесно. Све што треба, физичка работа, работата што не се гледа на поени на скокови, ја завршувам и со искуството секако. А знае да ти биде проблем кога е Не. на тебе да преземеш шут, Не. да преземеш некој клучен? Не воопшто. Не? Не. Добро. Никад не сум имал притисок, така и да и утакмици Не треба овие турнири не. Затоа што да бидеме објективни, ако ти константно си тој што јаде ќотек и си во таа физичка, да кажам, поголем притисок и борба, тогаш кога треба да шутираш малку може Не би е тоа никаков проблем. Не е Знаеш, проблем, со окей. добра физичка спрема не представува никаков проблем ништо. тоа сакам да слушнам. Имаме малце сличности со брат ми. Исто така јас сум така тепач, борец, само поише скоко и фаќам. Ја може би не можам да погодам толку, ама најбитно, кога беше најбитно толку погодив. Значи на овие 3 турнира колку имаме, немам постигнато ни една тројка, ама во финалето знаев дека ќе влезе, верувам во себе. Тројкаш? Да, дадов и погодив. Да, многу е задоволен. Значи, видите ја вие таа среќа. Значи, да, си презема одговорност и си сплатеше. Океј, да, а без шизик на ризик, така ви Така кажа. е. Ако не преземеш ризик, ништо. Јас сум Смиреноста ја објаснивме, океј. шутерот во екипата, Шутер? да, мирената рака. И моја е да си истепаш одбрана и да се отвориш, да ме најдат со играчите да шут. Едноставно. Да се Добро, отвориш. на страна тоа што никој не сака можеби најмногу тројки, сепак што повеќе имате, како почесто постигнувате поени за Од 3 тројки. или од тројки? Да. Тоа не одликува која екипа. Каде што ни е предноста, ние таму напаѓаме уствари. Имаше утакмици кај што постигнуваме па многу тројки, има утакмици кај што ние па константно доле ја спуштаме топката, па по 2-3 тројки од утакмица дававме. Така што зависи од екипата ние правиме. И ростерот е таков. Ако повисоки играчи, они двајца ќе лезат. Така игра. Секако, тактика. Околу тактиките се концентриравте, се замаравте многу сериозно сега пред овие последниве надпревари или не оди тоа така сега? Не оди. Се остава go with the flow. Така е. Така? Со моментот. Знаевме само финалето дека мораме двајца високи да играме, пошто противничката екипа е физички настроена Да, така. Дека мора едниот од браќата цело време да одмара.
до задната минута. Веќе тогаш ја искочив, пошто они беа веќе намалена физичка снага и они двајца влегоа и го направија своето, кога требаше. Океј. Што се однесува до кошаркарите, еве и тие најпопуларните NBA играчите што сите ги знаеме, еве го Стеф Кари, ќе го спомнам околу тројките, редовно самите барем го објаснуваат тоа дека после нивните регуларни ангажмани и тренинзи, они редовно остануваат да си работат на своите индивидуални перформанси. И таква некоја информација добив, не знам дали важи за сите или за дел од екипата, дека тоа го практикувате. Раскажете ми што, после тренинг, индивидуален тренинг. После завршување сезоната најчесто ние продолжуваме со трчање на кило, со спремање кондицијски, па и плюс играње баскет, тренирање во сала, кај што можеме што повеќе да тренираме, затоа што немаме простор многу за одмор. Затоа што не верувам јас дека треба да се одмори многу. Да, има 2 недели кај што треба да се одмори, да се отиде на во лето, не дека, ама ја мислам дека треба да се одржи кондицијата и тренингот. Да. Да ти кажам, млад си, имаш уште многу за вака, уште многу години вака исто треба да ги истераш без многу одмори со тренинг, а што се однесува до прецизност? И такви шутирања до безкрај, ја што викам, има? После тренинг и општо кога гледаме надвор, секогаш имаме по минимум по колку? Некош бројте? 300 погодени шутеви, тројки без одмор, ништо. Чекај, ај се уште еднаш ова, побоја да го објасниме. Што значи тоа 300 погодени во низа треба да биде? Не во низа. Не дека тоа е стварно до безкрај. Не. Ама погодени тројки во денот за понатака нормално ќе ти затреба тие шути. Ќе затреба да не изгледа мало обрачот, да изгледа малку поголем кога шутираш, да. Сигурен шута да видиш. Така. Ја тренирам индивидуално во сала. Што најмногу тренираш индивидуално, ете тоа? Па баш работам сега на мојот шут. Да го подобрам. Тоа ми е најбитно. Цел живот го сакам тоа и знам дека ќе го имам. Здравје само, треба време и напор. Добро, треба да се биде искрен кон себе и да знаеш кој дел можеби треба да биде подобар, нели? Тоа е така, мислам тоа е спортски. Ова исто е можеби важна тема. Имате ли моменти на терен, нека не се само за баскетот, туку и генерално во кошарката, кои што ви се случиле како некој неубав момент, значи дали промашување, дали некој лош потек поради кој што екипата морала да страда и кој што потоа ви измачува тешко вие да го заборавите или ги оставате тие работи некако полесно позади себе? Па, конкретно не се сеќавам на некоја ситуација, но најчесто ако се случи некоја таква, пробам да тргнем од глава што побрзо. Може да трае ден, максимум 2, мислам дека тоа е премногу, затоа што таа мисла само може да ти пречи, тоа не може да ти помогне ич. Само треба побрзо да се вратиш во колосек, да се вратиш на тренингот и да бидеш што подобар следна такмица. Веќе со тоа џабе само стагнираме. Искуството игра улога? Или повеќе карактер, ако некој е таков што не сака да се помири со грешки, со порази цел живот, така ќе се тера? Искуството игра голема улога. Игра улога? Да. Доста голем угол игра искуството, нема простор за размислување што би било кад би било. Тоа е тоа, грешка ја ставаш позади, идеш напред. Одиме понатаму. Да. Добро. Тука да не заборавиме, значи репрезентација е еден тип на обврска, клубски обврски се друго, баскет е трето, така што истото прашање, ама имало ли некогаш, не знам, играш за Македонија и сега доаѓа јавноста, особено која е репрезентација во прашање, сите сакаат тоа да биде некаде да се пласираме или да бидеме добри, и сега тука се брои нон-стоп кој што направил овој на овој не требаше така и Да, нормално, тоа цел живот ќе го има. Само ја, например, пред 2 години направив лош фаул и изгубивме утакмица во група. И ја ставив одма при срце. И брат ми помогна, следниот ден игравме утакмица одма и ме смири. Ми кажа, било поминало, не може да се врати, гледај напред. И така почна за се у животот така да размислувам. А останатите околу тебе, например, со играчите, селектор, тренер, како и да е? Па, беа малце нервозни, само ја им ветив дека ќе играме финале. А ја кога ќе ветам нешто, тоа го исполнувам. Да. Леле, да не ви вети на сите вас во Дубај дека ќе одите, кажете, дај да побарам ја нешто да ми вети. На мене ми вети уште пред самиот почеток. Дека ќе одите во Дубај? Морам тоа да го направам. Да. Добро, речено, сторено, окей. И тебе ќе ти дадам шанса на истата тема. Има обседнување со грешки или нема обсед? Нормално на почетокот да те боли дека си направил грешката, нормално минус за екипата,
но подобро е да го тргнеш што побрзо, затоа што ако направиш една и мислиш на таа грешка, може да влезеш во повеќе грешки. Тоа многу е поголем минус за екипата што подобро се тргне побрзо. Значи подобро да се заборави. Да. Според тоа што кажавте сите, окей. Се надевам дека у тоа успевате лесно, тоа искуството, рековме, си го прави своето. Ке треба да се спремате за Дубај сега. Супер тоа звучи. Има ли што од овој момент план како сите останати ваши обврски ќе ги вклопите, односно како ова ќе го вклопите во сето тоа? Ќе тренирате интензивно што од сега или рано е? Да, имаме веќе направено план, чекаме се уште јули да помине. Тоа ќе биде во ноември. Да. Добро. Да завршиме сите со нашите одмори што имаме, како имаме, здравје Боже. Од август почнуваме, малци имаме физички дел, припреми, после тактички дел, имаме со господинот Душан Булу, што е представник на Red Bull Half Court. Да. Комуникација некоја со него, да отидеме, некои совети да ни даде. Да ви помогне? Да ни помогне. Да, расположен е да помогне? Да, сигурно е. За гледачите само ова да го разјаснам, затоа што има и такви кои не знаат дека Душан Булут беше оваа година тука присутен на настанот на нашиот шампионат и тоа значеше многу заради целата негова и појава и искуство. Турнир тој ни даваше некакви совети и веруваше во нас. Тоа можам да го напоменам сигурно. Ама ептен е другарски и е фер ако и сега дополнително ви помогне нешто плюс пред да одите таму, дали во форма на совет или што и да е, супер ако биде така. Дали веќе во овој момент знаете барем дел од вашите противници што ќе бидат? Не. Не оди тоа така? Само екипата на Дубај ја знаеме. Таков е системот на надпреварување, Red Bull Half Court, што буквално се изборуваш за место за големото финале и никого не знае, така да ти дава предност сите да имаат шанса со победнички менталитет да тргнат кон големото финале. Добро, тоа значи дека таму на лице место ќе биде направен распоредот, меѓутоа вие горе долу ќе знаете барем кој таму воопшто ќе отпатува, така што некаков притисок трема чувствувате околу тој дел? Во смисла дека ќе биде елитата од светот во поглед на 3x3 баскет таму, што знам? Немаме притисок, идеме таму да уживаме и да им докажеме на сите дека можеме да играме со секој и секого. Дека во Македонија се игра добар баскет. Да, кај нас на вистина се игра добар баскет. И публиката редовно е задоволна кога ги гледам сите тие видеа и снимки и така натаму и годинава не можев таму да бидам. Се надевам другата е предобра сликата. Тоа чувство или сега за сега вие можеби некаква визија дека ќе се игра на атрактивна локација, дека ќе биде поинаку, верувам додава на предизвикот? Така е. Некако да е поинтересен? Предизвикот. Ја мислам дека само што идеме ние Дубај, нас не како нова не е нас се уште. Кој нас уште не ни влегу глава дека ние стварно ќе идеме за Дубај да играме. И се само што идеме Дубај ние немаме притисок за да играме таму. Само може треба да дадеме максимумот и да видиме што може да се случи таму. Бики ние сме пак кои аутсайдери на некој начин таму. И не треба да имаме притисок. И само да покажеме што имаме, за што е Македонија, зашто знае каков баскет се игра тука и мислам дека тоа е тоа. Да уживате на некој начин. Покажеме тоа што знаеме. Па ќе видиме, ја мислам дека имаме големи шанси за поголемо, не само да отидеме. Океј, напорно. Верувам во вас дека ќе тренирате сега напорно и сериозно за да биде таму добро. Не ве прашав уште на старт малку околу ова желбава за кошарка, спортски гени, како тоа оди кај вас? Ајде овде помал брат можеби ќе следи повозрасен, меѓутоа има или нешто и пред? Кај нив има веќе. Ајде кај нив, кај близнаците. Кај нас ние уште со топка сме уште од многу мали. Буквално 6-7 години, нашиот татко кошаркар. Константно ние на тренинзи без разлика, ние многу мали, само идевме го гледавме, фасцинатно не беше колку тренираше, колку даваше максимум. Би кај него превладува работата од колку талент. И кај нас многу помогна тоа што викаме чим он може, зашто не може да ние, кој дол не беше, ние по негови стапки буквално идевме. Се уште се движиме. Многу е добро што имаме, што е дома, што можеш секој пат да имаш совет од него, да прашаш, да ти каже, па и критики нормално има, без разлика какви се, секој се добронаверни од негова страна.
Таа филозофија на исто така има во подготовката 90-10, во смисла 10% талент и предиспозиција и останатото да биде работа. Така е, навистина тоа? Најбитно е да работиш. Тоа е така, тогаш ќе си дојде. Као на почеток може нема да имаш никаков успех, ама со текот на годините ќе се отвори една врата и нормално најбитно е да земеш таа шанса. Да искористиш шансата. Спомна критики. Зашто најчесто, мислам, тоа оди во некоја фина варијанта, чисто како добронамерна критика или има некогаш расправи зашто како што? Не можеш да се расправиш, ама стално има и негативни критики без разлика на кој начин ги кажа. Тоа едноставно само биде добронамерно за да ти помогне. Тоа никој не ти го кажа за да се откажеш или нешто друго, само ти кажа на што треба да работиш, ти посочува на што треба да работиш и стално бидеш подобар. И тоа има некоја особина него што не директен. Он не ти кажа доко, директно ти кажа на што да работиш. Ова е добро, ова не чини ова. Толку, да. И сега земи напрегува за да бидеш подобар. Да. Реално нема цена таа привилегија да се има дома, а вака од страна, например, друштво, не знам некој друг што ве гледа, што ве следи, има многу коментари. Тоа како било, дали сте добри или не се осудуваат. Коментари, значи тоа другари што следа, тоа е чудов за нив, особено сега што направи Мики, многу неочекувано тоа е за сите. Никој не очекуваше дека ние баш толку млади дека ќе стигнеме до финалот, до реду пак идеме и Дубај, па едноставно на сите имен. Океј, редно е да поддржат, да речат браво дечки и да дадат максимална поддршка. Кај вас што велат спортските гени, не мора да е само кошарка, меѓутоа има ли во така блиско обкружување спортисти? Мене брат ми е узор. Ја тренирав порано фудбал и се запишав ради него на кошарка. Фудбал, чекај, сега не можеме толку брзо скокаме. Стој. Што? Каде тренираше фудбал? Во Форца. 3 години тренирав фудбал. Океј, тоа е која возраст? Почеток на основна школа, тие години? Почеток на основна школа. Добро. После тоа се префорив на кошарка ради брат ми. А чекај, фудбалот ти одеше добро? Па ми одеше. Ама малце пораснав и бев висок. Висината, па добро, може стопер да бидеш тоа. Да, ама... Сега колку си висок? Сега сум 203. 203, добро, ништо легитимно, океј. И небитно, таму што играше, напад или одбрана? Напад, или рано беше? Напад. Напад играше? Да. Океј, и твојот брат тренира кошарка во тоа време? Да, идев на секој надпред да го гледам и како што го гледав, ми стануваше све поубав спортот. И сакав нешто да направам што и он прави. Да бидам подобар од него, тоа ми беше целта. Сите да ме зборат дека јас сум подобар од него. Да го надминам него. И чекај да он ќе каже, му успеа за тоа? А на пат и други работи он сака, подобри мускули, подобро... На пат да успее. На пат да успее? Да. И онко Желјко Обрадовиќ на пресконференција кој ќе седне за играчите да раскажува, така искоментира, да знаеш. Тоа е добар, тоа е добар, ама има време дека да стане играч, он така коментира. Така. Значи, од тебе ти си му најголем критичар, се уште? Така е тоа? Да. И тебе малку да те вратам наназад, како беше стартот? Како еве земаш топка, земаш баскет и знаеш дека сакаш кошарка да тренираш во таа. Сосема случајно се запишав на кошарка уште од најрана детство, 8 години, 7, во тогашната школа за баскет јуниор, после неколку години. Да, тогаш тие беа многу популарни нешта, школа, имаше многу школа деца. за кошарка беше, немаше дете што не идеше во таа школа. Така, имаше и турнири и сето тоа. Све комплетни кампови во Струга и самото окружение, самите другари, знаеш, да играме да не сме на улица. И така почна комплетно таа турнеја што уште трае. Освен кошарка, што друго правите сега? Со секој според своја возраст ќе каже работа, учење и останати нешта? Па, освен кошарката, ние имаме факултет, секој што сега пробуваме да го завршиме. Кој што учи? Спорт? И тоа е спорт или нешто друго? Тоа ми е прашањето. На ДИВ? На ДИВ. Па, мислам дека работа сега се конкретно немаме, кошарка да ја гледаме. Добро, вие сте и дел, реков, од нашата најсилна кошаркарска конкуренција, така што тоа е веќе професионален пристап, барем треба да се има. И покрај тоа какви се нашите услови, меѓутоа тоа ви е фокус. Што се однесува до работење, возраста си го прави своето. Така е. Надвор од кошарка плюс и работа, бизнис сфера. Бизнис, да. Комплетно имаме фамилиарна фирма што се занимава со транспорт, со градежништво. Па како постигнуваш? Со желба.
и со поттик на младите. Да, убаво е чувството да им бидеш пример, гледаш? И со поддршка секако од дома. И со поддршка од дома. И Да. си фамилиарен човек, чеке, тоа заборавивме. Тоа е исто така многу важна ставка, Така е. затоа што дома секогаш е потребно внимание за тие што се дома, Така е. сопруга, дете, деца, како и да е. Така што околу кошаркава интересен им е тој дел Да. или им е преку глава? Не, Како на се интересен што им е имаш, се дел. уште и кошаркава. Интересен им е делот, посебно сопругата, цело време ме потикнува. Ајде, вика, можеш. И знаеш, кога веќе ќе добиеш дете, сакаш да оди по некои твои стапки, да те гледа и тоа веќе станува се поинтересно. Добро. Не, ја знам возраста, има тоа топки и дресови. Тоа. Па Ја сега дома веќе имав спортист. Кај мене почна. дома имаше само топки и само дресови. Да, сега веќе почна, ако е 8 месеци веќе почна топки, дресови, посебно чичко му што Да, реквизити Да. разноразни. Природно, природно. И се уште чичкото, да каже. Па јас само се занимавам професионално кошарка. Понекогаш идам во фирма кај татко ми, брат ми. Но најбитно ми е кошарката. Сакам да успеам да создавам свое име и презиме, што ќе ме памтат сите луѓе. Тоа ми е мотивот. Во Македонска лига, да кажеме сега кој во кој тим игра, кој со кого беше соиграч, работнички, Амар, со, Со Пауло. добро, Јас го навепомнав во Кумано. во Куманова. Каква е таму ситуацијата? Природно да ве прашам, дечки, да бидем искрени сега, какви ви се чисто вашите лични желби околу играњето кошарка? Знаеме кој е квалитетот на нашата домашна сцена? Постојат ли воопшто шанси во моментов за македонските кошаркари да некако се пробијат и на меѓународна сцена? Немаме многу интернационалци, мал е бројот и секој им чест, тие се инспирација, верувам, за вас. Меѓутоа, што ви се вака генерално замислите? Што сакате во иднина да се случува? Има ли шанса за излезот овде? Која е таа шанса? Па и- Репрезентација единствена ли или Па има и други репрезентација, начини? има и многу шанси. Треба и у животот коцките да ти се поклопат и среќа да имаш. Например, на вакви турнири у Дубај, од кај да знаеме некој може да не види. Тоа И од точно. таму може да потпишеме одма за некој клуб надвор и Да биде сосема се поинаку. сосема. Да. Но добро, таму е сепак баскет. Не велам дека не се видливи капацитетите ваши како играчи, но затоа прашувам околу Треба да им регуларен се дел. даде шанса на младите во Македонија. Што стварно има капацитет во младите и треба да им се даде што повеќе шанса и нормално и трпение да имаат самите тренери, селектори, клубовите, дека еден ден тие мора да стапат на сцена, како год да се, што порано им се даде шанса, тоа полесно за војнина ќе биде за нив. Точно. Сакам сега и јавно да кажеш една работа што за мене звучеше убаво, кога влегува близнаци во студио, нели јас ја направив она веројатно природна споредба дека ги имаме нашите веќе со години популарни близнаци Дамјан и Војдан и сега еве нови близнаци во кошарката, меѓутоа ти даде интересен коментар дека може да бидат супер и дај Боже да ги надминат. Да, ја тоа го кажав Тоа и- навистина го мислиш тоа? Да, го мислам. Навистина дека следните браќа Војдан и Дамјан се Дека буквално се седат тука со сега во нас. студио? Се во Каква студио. тоа јас чест имам, да. Верувам дека ќе биде така. Ја им го посакувам само пред се здравието и упорноста што имаат. Ама уште малку сакам да ми образложиш врз која основа го даваш овој коментар. Ги гледаш како играат оке, но за да се биде врвен спортист и успешен долги години спортист, треба малку повеќе од само Така е. техника Така на, е. на паркет. Самиот нивни карактер што е, самото нивно залагање ми дава мисла дека стварно они можат да бидат и ќе бидат, здравје Боже, идните носители на репрезентацијата како и брат ми. Да, на македонска Да. кошарка, никако без брат ти како и... Ама така треба. Така и јас е. така, и јас така за мојот брат. Не го давам. Да. Значи, еден е брат. Сега да ми кажете кои ви се најголеми примери и што кошарка следите, за кого навивате. Прво вака да поделиме, сакате NBA повеќе или можеби Евролига? Евролига многу поише прат. Евролига? Евролига. Сите комплет. Сите заедно? Да. Ајде, сега одиме со моето омилено прашање, за кого навиваме. Ако можеби не сте радикални фанови, меѓутоа чисто, ете, што најмногу следите, кој на тебе? Многу чудно е мојот избор, некако
од нив дека само се појавам некако јас за Žalgiris сум многу. Таа кошарка нивното залагање, нивниот тим кој што се состои од многу литвански играчи, домашни играчи. Мене тој концепт многу ми се допаѓа и некако кога ги гледам нив, мислам дека се совпаѓам у таа игра, некако само ми се многу интересен за гледање само за нив народ. Ти се допаѓа концептот, сега прво брат ти за да видам дали Па мене искрено исто така. Žalgiris исто така и Париз, таа брза игра, како што играат транзиција, одбрана, тепање со ниска петорка за разлика од другите екипи, тоа ми свига мене, таа кошарка ми свига од нив. про легитимно? За мене Партизан. Па целиот насмеан нова го кажа. Добро, значи останува во студио, не треба да стане да си оди. Се шалам и Исто така, да. Не може тоа дома да се има ривалство. Има и фамилиарно. такви примери. Па, кај Со нас дома не. со спротивставени страни и сето тоа. Кај нас не, уште од мали нозе, нашите родители, нашиот чичко посебно. Веќе сме Од таму големи ви е фанови љубовта на наследена? Да, наследена љубовта према Партизан. Веќе со години имаме сезонски карти што идеме скоро секоја недела на утакмици. Сериозни сте? Да. И тоа е нешто што не може се Си доживее, одите таа во живот атмосфера. таму. Да. Ако ајде раскажи сега малку за атмосферата. Таа атмосфера таму само може да се доживее. Преку екраните само 10% можеш да осетиш каква е атмосферата во Белград. Кога игра Партизан. Секогаш кажувам кога ќе се отворат овие теми за атрактивни надпревари каде и да се, дека многу ни недостасува тоа во Македонија и посакувам некако на некој начин да се врати, да имаме и тука некој дерби, па да видам и родители, и деца и сите ние да исполниме сала. Мислам дека многу недостасува, тоа сите го почувствуваат. И кошаркарите и публиката. Полека, за жал, се губи сласта на некогашното дерби што беше со навивачи на двете страни. Сега веќе ја нема таа жар во играта, веќе играчите сами кога ќе видат празни трибини, не им е сеедно, да. Не е тоа. Не може да биде исто атрактивно. Финално прашање, има ли уште сега планови за следна сезона? Останувате во истите клубови кои што сте или не се знае во овој момент? Затоа што е лето и таков период, затоа прашувам. Не се знае во преговори. Значи ќе причекаме за да видиме каде, како и што. Океј. Последните минутки ми се само за да ви посакам среќа. Прво убаво да се одморите, заслуживте шампионски одмор малку. Потоа убаво да се припремите за тоа што ве чека и убаво да си поминете во Дубај. Не се сомневам дека ќе дадете се од себе, најдобро да ја представите Македонија. Така е. Се надевам дека ќе направиме некој успех. И ќе ја израдуваме целата нација. Да, ви го посакувам тоа. Држиме, стискаме палци за вас и верувам се гледаме во некоја следна прилика. Фала ви што ми бевте гости. Фала ви на вас. Тука завршува уште едно наше дружење во Fair Play. Многу ви благодарам што имаме вашата доверба. Имаме уште малку до крајот на оваа сезона, но сепак се гледаме и следната недела во 16:15 на Телма. До тогаш уживајте со нашата програма.